Почитувани гледачи, повторно сме на истата фреквенција, на истото место, овде, покрај оваа убава маса, имаме нов гостин, односно гостинка. Тоа е доктор Весна Дамчевска-Илиевска. Инаку поводот да биде кај нас, да гостува во нашава емисија во потрага по вистинскиот збор, се нејзините книги, нејзините изданија и ние вечерва ќе ја представиме пред се како писател. Весна Дамчевска-Илиевска, јавноста ја знае и како пратеник во Собранието на Република Македонија, но исто така ја помниме и како директор на едно мощно и успешно основно училиште во Скопје, во општината Бутел. А поводот да биде наш гостин вечерва, како што реков пред малку, е нејзиното литературно творество. Ајде веднаш да започнеме. Дамчевска, сакам најпрвин да кажам за гледачите дека вие сте родени во Жван. Жван Демир Хисарско. Демир Хисар е оаза на писателите, а исто така и Жван е место од каде што потекнуваат браќата, писателите Божин Павловски и Раде Силјан. И вие, Весна Дамчевска-Илиевска, значи едно тројство од писатели. Па ајде малку кажете им на гледачите за селото Жван. Многу благодарам за оваа приубава најава. Наистина ме трогна, затоа што кажавте кратко, јасно, некои работи кои одбележаа мојот живот и кои ми се едно богатство со кое што се гордеам и една инспирација да продолжам и понатаму така да црпам од тие спомени и од тие постулати, за да продолжам понатаму во животот, да бидам корисна и за себе и за општеството. Кога ми го спомнувате Жван, морам да ви кажам дека таму е моето срце во Жван и, како да кажам, целиот мој живот, каде и да одам, таму се навраќам, бидејќи таму ми е некоја инспирација, таму сум родена, таму се починати моите родители. И токму еве во оваа емисија можам да кажам дека многу тазе од вчера сум дојдена од Жван. Да, тоа сакав да кажам дека и вчера бевте во Жван. Да, кога се слушнавме телефонски. Бевме со моето семејство, со ќерките, со сопругот, со сестра ми. Ние таму се собираме, се навраќаме на пораките, на спомените на она што не направило, да бидеме вистински личности и да можеме да се справуваме со сите предизвици на животот, на она што го викаме судбини, а кое што ние и самите го кроиме, надоврзувајќи се на она што ни е порака од нашите предци и она што сакаме да го пренесиме на нашето потомство, на нашите деца. И гледам дека Жван е се уште мојата силна инспирација. Уште сакам нешто и да правам, да подобрувам, верувам и се надевам, затоа што на некој начин селото во мене е, можеби, кој од село ќе ме разбере, што значи да си потекнуваш од една мала заедница во која што многу успешно се комуницира, се справува со сиромаштија, со радости, со секојдневие кое и ден денеска не е така едноставно. Жван е секогаш живо село. Беше еден, можам да кажам, еден центар на образование, култура. Вие сами кажавте дека големи имиња од таму произлегуваат. Благодарам што и мене ме споивте некако со нив. Па да, тоа е факт. Цел живот им се восхитувам и на Раде и на Божин. Тие се луѓе кои што оставија траен белег во книжевноста, во литературата. И од нив можам да кажам дека и сум учела од целото нивно творештво и ден денеска. Пред некој ден ја добив и новата книга од Раде Силјан, кој што творат за битието на македонецот, за Македонија. А тоа е нешто што на сите нам е многу потребно и во овој тежок моментум за нашата држава. Неодамна токму објавивте еден прекрасен запис, јас би рекол есеј, инспириран од Жван. Како се собираат тие летно-есенски плодови,
со многу емоции, со многу страсти. Јас верувам дека ќе продолжите да пишувате раскази, па може би и подолга проза ќе произлезе од тоа, бидејќи го имате сето тоа доживеано и можете сето тоа да го напишете и многу топло, многу човечки, многу искрено. И јас навистина уживав додека го читав тој ваш текст, бидејќи и мене ме вративте во Жван, каде што веднаш да кажам, јас од 5-то до 8-то деление учев во основното училиште Браќа Милодиновци во Жван и некако и Жван за мене како да ми е второ моје родно место покрај мојата Растојца. А на гледачите само да им кажам дека постои една легенда дека Жван, всушност името го добил од еден Ан, кој што бил многу жив, каде што постојано имало население и постојано имало гости и велеле каде ќе одиш? Таму во тој живио там и таа легенда е дека Жван всушност се вика жив Ан, односно поради тој Ан. Моето прашање е поврзано со вашето најрано детство во Жван. За вашите родители, спомнавте пред малку, за вашето семејство. Кој ви ги кажуваше приказните, бајките, со кои што верувам заспивавте и кој ве пренесуваше преку ридови и реки во тие далечни волшебства? Во моето најрано детство, јас всушност сум четврто родено дете, четврта ќерка на моите родители Ванка и Цветан Дамчевски, кои што многу се вложија во нашите животи за да успееме да бидеме сите едуцирани, да можеме да функционираме како интелектуалци, да се осамостоите, да се школувате. И може би од најраните години кај сите се разбудуваше желба кон читањето. Татко ми читаше весници, читаше книги, беше образован човек и многу сакаше историја да раскажува. Неверојатно многу знаеше историја и практично историјата за Македонија, за светот, јас од него ја учев и тоа многу автентично ми раскажуваше како приказна која што можев да ја запомнам и ме поттикнуваше да ја раскажам со своји зборови. Значи, на еден индиректен начин. Првото учење како да учам ми беше од него прикажано, дека многу убаво се учи кога ќе ти раскаже некој интересна приказна која ќе те поттикне самиот да ја раскажеш. Исто така и творењето, тие приказни кои што сум ги слушала и од мојот татко и од мојата мајка, но морам да кажам и моите сестри кои беа повозрасни од мене, практично ме поддржуваа во развојот и јас учев од нив, учев и за животот и учев и од нивните книги, така што многу брзо посакав и да и научив да пишувам. Значи, привилегија е да си најмлад, најмал и да имаш луѓе кои што те сакаат. Мислам дека таа лекција за безгранична љубов која што е добив во тие први години од моето живење во примарното семејство е најсилниот оган што и денеска гори во мене и ме топли, ние сме толку поврзани, дури сме поврзани и кога не сме заедно, иако моите родители веќе не се меѓу живите, сепак комуницирам преку тие текстови кои што спомнавте, јас многу уживам да ги споделувам моите размислувања, кои што мислам дека ќе ги инспирираат другите да размислуваат за себе и така и некои емоции да разбудиме, за да останеме луѓе, да бидеме човечни, хумани и да научиме што е тоа што на другиот му пречи, како да се подобриме и така. Така што од тие најрани години почнав и да пишувам. До четврто одделение ми беше наставник, верувам дека што сте биле во Жван, јас се сеќавам на вашето присуство. Во тие години ми беше првиот учител Петре Фидановски, кој во потекло беше од Базерник.
И тој беше учител кој што имаше во него голема строгост и милост и сите нас не научи и да пишуваме, и да твориме, и да се почитуваме едни со други, иако понекогаш го доживувавме како строг наставник. Да, ама велат дека сите строги луѓе се всушност најправични. Да, беше правичен и подобро го памтиме, но знам дека еднаш знаеше да ги открие нашите таленти и знаеше дека јас ќе можам да напишам нешто и требаше да рецитирам некоја поетска творба која што ми беше доделена, но мене ми изгледаше дека би можела јас нешто да направам, така што со неговото охрабрување напишав песна и на бината во Жван, во домот, ако се сеќавате, во домот на културата, кој сега не постои за жал. Не постои? Не постои. Ја изрецитирав и другиот ден ме прашува наставникот од каде ја најде, која напишам, а беше така со строгост една и јас не знаев дали сега да признаам дека сум ја напишала и кога признав, рече, што чекате, ајде аплауз, така што имаше охрабрување. Може би, ете, тој беше првиот никулец дека јас нешто добро можам да направам кратко, јасно, зашто тешко е да се пишува поезија ако не си талентиран и ако немаш инспирација. Затоа викаат подобро можам на широко да напишам отколку нели немам време да пишувам надолго, затоа на кратко, затоа надолго ќе напишам. Да. Значи убаво е што се потсетивме на најблиските на семејството, но и на учителите, наставниците кои што секогаш имаат, јас дури би рекол, пресудно влијание, едно непроценливо значење во формирањето на младите личности. И потоа вие всушност продолжувате во Скопје. Или? Јас продолжив средно образование, завршив во Демир Хисар. Да, средно во Демир Хисар. Да. А потоа студии во Скопје. Да. Имав и во Скопје. Ајде и за Демир Хисар малку да кажеме. Па за Демир Хисар многу може да се каже, бидејќи во Демир Хисар ми беше професор по македонски јазик и литература, писателот Вангелко Лозановски. А Вангелко Лозановски, да, тој доста работеше со нас, не инспирираше и работевме на творештвото. Мислам дека доста сум научила и од него, така што не е така едноставно да се охрабриш и да излезеш пред јавноста со некакво свое творештво ако немаш некаков пат. Јас така мислам дека сепак сите тие луѓе со кои што сум имала почесна привилегија да комуницирам и да учам од нив, дека доста ме поттикнале, ме охрабриле и за да можам да кажам дека ете имам нешто направено, иако какво е тоа дело, дали е вредно, читателот само може да оцени. Убаво е што го спомнавме Демир Хисар, бидејќи во Демир Хисар е и селото Слепче и Слепчанскиот или Слепченскиот манастир, препишувачката школа. Демир Хисар е град, општина, место со традиција и не случајно од Демир Хисар е најголемиот број писатели во Македонија. Тие можеме да спомнеме само неколку, иако ги има навистина многу, неколку од нив веќе ги спомнавме, Божин Павловски, Раде Силјан, Петре Андреевски, понатаму Јордан Плевнеш, брат му Љубе Цветановски, Владо Цветановски. Владо Цветановски, неговиот брат како режисер, Горијан Петревски. И многумина други, Радован Пацветковски и многумина други од овој крај. Па едно малку необично прашање. Зошто, според вас, има толку многу писатели во Демир Хисар? На што се должи тоа? Имате ли одговор на ова прашање? Мислам дека веројатно еден од друг се инспирира, тоа е една работа, да се има Петре Андреевски во соседството, да се прочита една негова реченица, мислам дека не можеш да останеш рамнодушен, да не продолжиш или да твориш, тоа е една работа. А друга ќе кажам една анегдота, имаше еден амбасадор од Соединетите Американски држави,
се презиваше Батлер. Да. Не знам дали се сеќавате. Како не? И во една прилика, јас имав такава можност да се сретнам и ме прашуваше од каде сум, а зборуваше македонски одлично. И јас му кажав дека сум од Демирхисарскиот крај, а тука се сретнавме во Скопје. Рече, вие сте од местото каде што има многу писатели. Чистото. Знаете, вика, каде што нема ништо, има инспирација, каде што има само воздух и вода и природа и желба да се има нешто повеќе во животот, има силна инспирација и мотивација за творештво и навистина до ден денеска во Демирхисар и околината има само инспирација, има една тага, сага, како да кажам, сите го сакаме, сите сакаме нешто да направиме, ама како да има некоја заштитна аура околу него, да не може да има материјално богатство, кога веќе има толку духовно богатство. Да биде пасивно место, сиромашко, а од друга страна духовно богато. За жал, понекогаш многу тешко го доживувам тоа, затоа што ви самите спомнавте дека сум била на некакви позиции, но колку било тоа можно воопшто да се направи нешто, тоа е друго прашање за некоја друга прилика за разговори, но пак ќе кажам дека би сакала да го видам и духовно, и материјално подобрено, барем во рамките на можностите што заслужува една таква средина, велелепна, со такви умови и со таква природа, нели? Да не ве разочарам, обично се вели таму каде што има многу материјално, нема дух, нема духовност и обратно. Да, точно, така и во нашиот Демирхисарски крај, од каде што и двајцата потекнуваме. Јас го делам сосема мислењето на Батлер. Во нашиот крај има вода, воздух, природа, небо, звезди и љубопитни очи и глави, умови на деца, кои што го гледаат небото и секој се прашуваат што има таму погори, повисоко и зад небото. Ја гледаат реката и се прашуваат, а докаде оваа река стигнува и од каде извира, инаку реката Црна извира од железнец. Значи, тие прашања, тие загадки си ги поставуваат во тој секојдневен живот и спој со природата. И мислам дека природата е најбитниот елемент и движечка сила и дури одлучувачки фактор, спиритус мовенс, во определбата на голем број автори од Демирхисар да пишуваат, да промислуваат, да размислуваат, да бележат, всушност сакајќи да кажат, еве јас вака знам, вака умеам, јас вака размислувам, односно јас вака мислам. И така и вие, уште со вашата прва поетска книга, сигурно го имавте во вашата мечта, во вашата желба, токму тоа предвид, да соопштите, да кажете нешто што дотогаш не сте го прочитале, не сте го чуле, можеби не сте го виделе. Во оваа книга има многу песни за постоењето, за Климент Охридски, за нашата земја. Има и песни, песна за песната, значи за самото творештво. Книгата се вика Ахимса. Ајде малку проговорете ни за оваа книга, да им ја представиме малку на гледачите. Така, значи оваа книга е еден сублимат, еден екстракт од целото мое дотогашно творештво, кое било скромно, но било со силни емоции. Значи, тука се сместени песни, кои што јас сметав дека се сите заедно даваат една порака која што може со едно име да се нарече, а оваа Ахимса значи човеколюбие, безгранично.
човеколюбие во кое што не се бара, се сака така секој човек без да се бара возврат. Тоа ми беше некој лајт мотив во животот и моите студии кои што ги поминав на психологија, каде што ја проучував човечката природа, човековата природа, хуманоста, развој на хуманоста кон луѓето и некако во книгата Ахимса, која што е инспирирана како тема од учењето на Махатма Ганди, големиот поборник во современиот свет, големиот поборник за ненасилството во светот. И јас и во текот на моите студии, во постдипломските, го проучував неговото дело и некако ме инспирираше и да направам и песна за Махатма Ганди, која што отпатува во Индија, заедно со една моја професорка Олга Мурџева-Шкарич, која што ми беше професорка на психологија, така што оваа книга, еден примерок, се наоѓа во седиштето каде што се чуваат спомените на Махатма Ганди од неговото семејство и мене ми е драго што од Македонија стаса една порака до Индија, колку сме ние желни како македонци за соживот, за соработка, колку во секој човек пронаоѓаме љубов, пријателство, топлина, колку даваме и колку е тоа безгранично, а колку малку бараме. Обично се вели дека обврска на авторите е да ги напишат своите книги, а откако тие ќе бидат публикувани, објавени, книгите си имаат свој пат. И ние како автори често не ни знаеме, не ни предпоставуваме, не ни сонуваме кој ги чита тие книги, каде тие книги стигнуваат. И убаво е една книга, како вашата, како што рековте пред малку, една порака, кога ќе стигне и во далечната Индија, бидејќи и таму некој истражувач може би ќе побара, ќе најде таа книга, ќе ја отвори и ќе се запраша кој е овој автор, од каде живее тој, од каде доаѓа оваа книга. Книгите премостуваат граници и бариери, исто како што тоа го прават и зборовите. И вие исто така продолжувате и објавувате вашата поетска книга Мајчинска. Сакам и оваа книга да ја представиме. Така, таа книга, поема, се роди во мигот кога мојата мајка замина од овој свет. На незините 40 дена ја дополнував и така продолжив да ја дополнувам како еден вид тажаленка и како еден вид продолжување на комуникацијата со мајката, која што практично не завршува никогаш во животот, додека жив човек си комуницира во своите мисли. И во таа поема се сместени сите можни емоции кои што и комуникации кои што можат да ги имаат родителите со своите деца, која е таа силна нитка што ги врзува и никогаш не се одврзува, кои се тие силни пораки кои што јас сум ги добила и кои сакав да ги споделам со јавноста, со човештвото, бидејќи пак кажам дека како еден вид продолжение на претходното творештво, каде почнува, каде продолжува човечноста, како да стасаме до вечноста, да не памтат подобро, како да оставиме трага на нашите потомци, бидејќи тоа е најсилното богатство што може да се пренесе на поколението, за да се развива во низ вредностите кои што во овој општествен моментум и сам дека и тоа како недостасува таа топлина, почнувајќи од семејството, па во образовниот систем, секоја чест на сите тоа што го прават, секогаш нели мора да имаме во вид дека не е се ни црно ни бело, но гледаме во одредени општествени контексти дека некогаш тоа малку забавува, некогаш е посилно и сакаме да го распалиме тоа оганче, тоа кандилце во срцата и на
родителите и на потомците, како да се одржи таа взаемност, да биде силна, со почитување, со љубов, со поддршка и со нешто што на секој нас секојдневно многу ни е потребно за да останеме простум во сите предизвици низ кои што поменуваме. Најчесто се вели дека писателот пишува тогаш кога чувствува некој поголем немир, некоја болка, некоја тага, некоја носталгија, некој копнеш, тогаш кога чувствува потреба нешто да соопшти, да се обрати некому, а всушност најпрви се обраќа на самиот себе си, на својот двојник. Во тој внатрешен монолог, во таа перцепција на нештата околу себе си, на светот што го окружува човекот. Но и при таа интроспекција на изминатиот пат, спомените, неизбришливите траги, тој се обраќа, како што реков пред малку, до читателот и до јавноста. Па, сакам да ве прашам, по овие две поетски книги, знам дека пишувате и проза. Дали во овој миг работите на некој таков нов прозен наслов, или повторно ќе биде тоа поезија, иако знам дека пред малку кога се подготвувавме за оваа емисија, би рековте токму дека работите на проза. И дали сега живеете со тој ракопис, очекувате наскоро да биде завршен, да биде објавен? И што е она што токму сега ве инспирира, ве поттикнува, ве провоцира? Луѓето што пишуваат поезија или проза, мислам, јас се сметам некој кој што се бави од љубов со таа работа, секако лакмус за човечноста, за како јасики кои што треперат и на најситен ветар кој ќе дувне, кога никој ништо не чувствува, тие го чувствуваат тоа. Таков немир ме води кон нешто да направам, да кажам, да предочам. Некогаш тоа предочување, кажување може некого да вознемири. Да не му се допадне. Така што и обратно. Пишувањето не е многу сигурен мегдан каде што се што пишувате или кажувате, бидејќи тие што пишуваат милуваат и да си кажат. Да. И сега сите тие емоции, тој емоционален вриеш кој што се случува при одредено размислување, чувствување, силина на емоции поврзани со секојдневието, со семејството, со животот во општеството, се силна инспирација за мене да напишам нешто, тоа да го споделам, да примам пораки за споделеното, затоа што мислам дека еден човек кој што твори, ако не го изнесе тоа нема вредност. Вредноста е кога ќе има дискусија, кога ќе се поттикне размислување. Мојата желба, мојата цел е да поттикнувам на размислување и она што вие рековте, на само перцепирање, на само посматрање, на само прочистување на мислата, ако кажеме дека премногу имаме гневови, злоби, секогаш нешто такво потребуваме и дека може би тоа да ни биде инспирација. Како да се намали тој гнев, бидејќи тоа е нешто што го убива човекот кој што тоа го чувствува. И ако сите тие емоции кои што оној кој што пишува ги преработува во себе, ако ги споделува, ако тие произведуваат, продуцираат размислување кај другиот, па имаме различни размислувања. Ако поттикнеме толеранција на различни мислења,
ако не заденуваме кавги зошто некој вака мисли и другиот така мисли, една од моите идеи и цели заради кои што и сум активна постојано е да поттикнам на различност, на размислување, но и толеранција на различноста. Тоа ни е потребно во овој момент во нашето живење, бидејќи и да поттикнам начин на комуницирање, култура на ненасилна комуникација, во која што ќе си кажеме што си мислиме и ќе си прашаме, па ќе се дообјасниме. Потекнувајќи од такво место од кај што претходно зборуваме во нашите села, имало мировни совети, имало муабети по цели ноќи, договарање, разговарање, но толку навреди како сега што има и во социјалните мрежи, едноставно тоа се рафали кои некогаш многу длабоко задираат во човековото битие. Пишувајќи, творејќи, споделувајќи мисли кои што во чие што порака секаде провејува тоа ненасилство, мислам дека некој го допира, некој се премислува. И така живеам и така продолжив да творам. Сега имам, пред малку ви споделив со вас дека имам еден ракопис кој што па некаде 150 страни е до сега. Веројатно треба да одлучам кога ќе го завршам, бидејќи ми е интересно и мене кога го пишувам. Тој не е роман, повеќе се кратки раскази, но многу поврзани една со друга, има и поврзани приказни како целина, но треба да одлучам затоа што и мене ми е интересно што јунаците како ќе стигнат до завршница, која што исто така ќе биде едно лесно четиво за читање, а поучно за размислување. Писателот, убаво пред малку рековте, сака и самиот да биде изненаден, пишувајќи или цртајќи или сликајќи. Тој всушност секогаш и не знае каков ќе биде крајниот резултат. А како извор творецот пушта неговата вода да стане река и да тече. Писателот е всушност еден емитер, како да речеме радио или телевизија, кој што емитува сигнали и пораки, и одредени приемници, одредени антени, нив треба да ги примат, и тука постои едно собеседништво. Читателот всушност е сотворец тогаш кога тоа го чита, кога се идентификува, кога се препознава. А токму вие инсистирате на мирот, на развојот на мирот. Всушност, вие и се добивате со академски титули за одбранбени и мировни студии и изнедрувате еден многу значаен труд, тоа е вашиот докторат, книгата Лидерството и мирот. Па сакам веднаш да ве прашам, да им кажеме на гледачите, што е лидерство? Што значи тоа да се биде лидер? И дали лидерот се раѓа или се создава? Па, многу убаво, инспиративно прашање. Значи, лидерот треба да е еден од сите нас. Треба да има одредени квалитети човечки. Да. Треба да има за да биде водач. Треба да има дарба, но многу треба да учи. И тоа постојано да учи. Лидерот кој што постојано учи, тој е поттикнувач, поддржувач на сите други. Тој не е од типот кој што ние порано го знаевме, раздели па владеј. Тој е обединувач, обединител. Тој прави
креира ситуации за да има уште многу лидери. Да. Од секој човек сака да направи лидер. Всушност, тоа е и основата на мојата докторска дисертација, која што подоцна прерасна во една книга, која што ја нареков Лидерството и мирот, каде што се сместени сите оние вештини кои што треба да ги поседува еден лидер, водач на една групација, во една организација, па еден лидер во училницата, наставникот е лидер, во семејството, секој родител е лидер. Значи, да бидеш лидер пред се на самиот себе, да умееш да се водиш, да знаеш од каде си тргнал, на каде одиш, да ги развиваш своите доблести, да знаеш многу од содржината за која што промовираш и за околу која што се обединети луѓето. И да учиш од секој човек, да учиш да ги слушаш и оние работи кои што не се искажани и да ги воспримаш како благодет. Да не возвраќаш со лутина, никогаш да не се срдиш, зашто лидерот е тој по кого што другите треба да чекорат и да учат постојано и тие, да се гради една взаемност, една мрежа на лидерство во која секој од секого ќе добива позитивна енергија, поддршка и ќе реализира својата обврска на најдобар можен начин. Тоа е еден вид круна на целото мое учење, поучување и она што и понатаму сакам да го видам и во нашата заедница, и во нашето општество, и во нашата држава, да имаме лидерство кое ќе биде отворено за критики, сензитивно за желбите, за потребите и за различностите на сите луѓе. Во поднасловот на оваа книга, овој ваш докторат, овој научен, стручен труд, пишува, ќе ги ставам очилата, за да не сгрешам случајно, креирање на ефикасна образовна средина во мултикултурни заедници. Мислам дека оваа тема е мощне битна. Вие бевте директор токму во, односно на Основното училиште Живко Брајковски во Бутел. Па проговорете ми какви се вашите сознанија, какви се вашите искуства од соживотот, колку ние се познаваме, колку македонците ги познаваат албанците и обратно. И не само албанците, и турците, и бошњаците, и власите, и сите други. Се затворивме ли во некои наши атари, во некои наши стаклени звона и фиоки и се среќаваме ли само на пазарот, Бит пазар или Зелен пазар, или Ѓорче Петров? Дали доволно децата, уште од најраните нивни години, ги сплотуваме меѓу себе да се запознаат, да играат заедно, да се сакаат, да создаваме љубов, а не, како што рековте пред малку, омраза и паралелен живот? Мојата најголема среќа во професионалниот живот беше моето директорување во тоа училиште, каде што прво неколку години бев и психолог и одлично ја запознав структурата, бидејќи и таму живеам, така што, но големиот предизвик да ја запознавам културата, битието на сите мои сожители, сограѓани со кои заедно ја делиме судбината во Македонија, албанците, бошњаците, турците, србите, ромите, власите, сите кои што гравитираат на нашата територија, да ја запознам и не само да останеме во паралелна комуникација, само да се познаваме и некако куртоазно да се поздравуваме и да бидеме еден крај друг, туку мојот предизвик како директор беше токму тоа што го нагласивте, да се запознаеме, да ги запознаеме заедничките вредности, што споделуваме заедно, кои ни се различностите, да ги надоградуваме нашите квалитети со квалитетите на другите. И можам да кажам, првите чекори во училиштето добив голема поддршка од сите колеги. Ја креиравме програмата Училишен центар за соработка на насилство и култура на мирот. Тоа беше една програма која што јас ја креирав на моите специјалистички студии, но ја применивме
Буквално во детали. Што значеше тоа? Да се работи паралелно и со децата, и со родителите, и со наставниците. Да се осознаат различностите, да се работи заедно, во мешани групи, каде што ќе учат едни за други, каде што ќе се спријателуваат и ќе сакаат заедно да продолжат да играат, бидејќи во Македонија тоа било традиција. Потоа некако дојде време кога беше како поттикната беше нетрпеливоста, не беше исконска туку беше креирана. Така што ние требаше да работиме да си го вратиме она вистинското, бидејќи секој еден што е роден на ова тло е наш брат. Така што мислам дека го постигнавме тоа да имаме таков постулат кој што јас паралелно учејќи во тие студии мировни ги применував методите и методите беа едукација правев јас лично со колегите, па потоа некои од колегите праве едукација и така тоа продолжи и можам да кажам дека и денес таму има таа трајна вредност на взаемност и почитување, особено што морам да кажам дека ние бевме никулецот, клетката од каде што проникна еден проект кој што се прошири на територија на цела Македонија. Тоа беше проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, каде што ние покажавме први што значи да се слави заедно матурска, да се оди заедно на екскурзии, бидејќи во изминатите периоди се одеше одвоен. Ако тој модел се примени повисоко сега на ниво на држава, мислам дека потребни се луѓе кои така размислуваат, но искрено. Да нема глумење, да нема игри, да нема тоа, но тоа е веќе друга тема. Јас сосема се согласувам со вас и се радувам кога ќе видам дека во една фудбалска екипа играат и македонци, и албанци, и од сите други. Исто така, кога имаме хорови, кога имаме културно-уметнички друштва заеднички, бидејќи ако нешто сега ни недостасува соживот, како што рековте пред малку, ние сме секогаш упатени на соседите. И јас ви благодарам што во вашиот професионален живот сте помогнале на овој план. А бидејќи се приближува крајот на емисијата, ќе ве замолам на ова парче хартија, на ова отворена книга, изберете една боја која сакате, еве црвена, ви одговара и со вашиот шал. Напишете го вашето име и презиме и денешниот датум, 9.10.2023, а на другата страна ќе напишете една ваша мисла, една порака, а вие додека пишувате, јас ќе ви посакам што поскоро да ги обликувате вашите прозни текстови, 9.10.2023, вашите прозни текстови и што поскоро таа книга да го види светлото на денот, па да имаме нови поводи за вакви средби, за вакви разговори, бидејќи вие сте и писател, ама сте и обштественик, еден активен субјект кој што постојано е загрижен за својата земја, својата држава и својот народ. И јас длабоко го ценам, го почитувам, го респектирам вашиот ангажман на тој план. Ќе ни ја прочитате и вашата порака за гледачите сепак да го слушнат тоа што чкрта под вашиот фломастер. Колку што гледам, вие напишавте една песна, односно еден фрагмент од песна. Еден фрагмент од песна што ми е мене омилена, што ми е со тивок ритам, а сепак силно течеме.
течеме заедно, извираме и се влеваме. Со крик доаѓаме, со болка си одиме, заедно, со раце подадени кон небото. Со рака да ви честитам за се досега што имате постигнато и да се гледаме само за убави нешта. Многу ви благодарам за секој збор што го кажавте. И ме наградивте, и ме поттикнавте, и ме обврзавте да продолжам така. Вие сте редок човек и навистина сум почестена вечерва што сум овдека со вас. Ви благодарам многу. Благодарам.